Мојата беседа, беседата за учителот, би сакала да ја започнам со стиховите на Анте Поповски. Запис за учителот. Кога влегуваше во училницата, ја ваѓаше книгата, а потоа трпеливо им читаше на децата. За секоја педа на нивната татковина, за огнот на нејзиното име кој исцелува се, за ветриштата што ја нишаат земјата пролети, за необходноста постојано да се наслушува говорот на коските запретани во неа. Сега, со години талка сам низ полето и ги собира стакленцата од очилата на детето, некогаш што седеше во првата клупа и кое најубаво ја кажуваше песната. Кога е војна, секое дете е јаболко рассечено на две половини, кон земјата зелена, кон небото црвена. Со трепет, учителу, ги кажувам Антевите стихови и песната ти ја посветуваме тебе. Оти и денес под нашите нозе, во зградата под ова штипско ридје, како што вели Анте Поповски, како да го насетуваме крцокот на дрвените штици по кои и ти си газел. Пред 153 лета во Кукушко, во студеното утро на Сечко, над куќата на Султана и Никола се раѓа новиот надежен светлоцрвен изгрев, без кој не може да ги дочекаме сите нови узреани утра. 4 февруари е нашиот македонски благден, ден за молитва со благодарен збор за големиот ни дар, за Гоце Делчев, за учителот и просветителот, за синот и апостолот, за неуморникот и бунтовникот, за Гоце, за најголемата македонска болка и колективна траума. Оти Гоце е македонскиот простум, нашето извишување кон сонцето, парадигма за една земја која во преграб ги чува коските на сите своји непреболени црнила. Ти, учителу, го разбираше светот како поле на кое како на мегдан ќе се вкрстуваат копјата за културен напредок. Поле на кое мудроста ќе се надмудрува со помудрата од неа, а знаењето ќе се споделува за да се умножува и да стане триш повеќе. Ти ја замисли така, но во истиот тој свет, учителу, гласот на културата скоро и да не се слуша, оти е придушен од сирените за тревога. Мудроста како да не може да се поткрене на прсти за да биде препознаена од толпата која туркајки се напред зад себе остава пустош, а знаењето пак тоа замолкнува и се повлекува пред фуријата. Големите трибуни почитувани народот ги памети по нивните дела. Македонецот го зографиса твојот лик, учителу, и го остави како најсветол аманет за своите се уште неродени чеда. Оти големите учители тежнеа да ги научат своите деца како да бидат и да останат љубочовечни, како со знаење и со мудрост да колчат нови атари, да садат нови садници, во чии крошни ќе буи и ќе расте иднината. Денес, учителу, стоиме простум пред тебе, стоиме со чувство на недостојност пред твојата грамадност, со грудка во грлото за нашата падната природа. Оти прогонети од рајот не умееме, крепејки се еден на друг, да го изодиме без паќето. И уште долго, можеби за секогаш до вечноста, твоите зборови ќе бидат едно тажно ноктурно за светот кој не успеа да свати дека само љубовта и разбирањето остануваат да траат тогаш и кога нас смртните ќе не нема. Прости, учитело, оти ни по 100 години не научивме, оти татковината е тука пред сите нас и дека треба да ја оставиме негибната и неосквернавена за генерациите кои што ќе дојдат по нас.
Не ме дума минатото, ме дума денот од утре како ќе го толкува моето денес, велеше Конески. А нашето денес постои, оти постоеле разумните пред нас. Оваа зграда зад мене стамено стои денес, за да говори за минатото во кое еден голем визионерски ум со поглед гледал низ прозорецот свртен кон планината, сонувајќи ја слободата на својата земја, додека неговите ученици го слушале и му се восхитувале. Велел, во училиштето копнеев за човечка љубов, за слобода пред се, а неа нигде кај нас не ја гледав, не можев да ја најдам. Смислата на животот не ја гледам во тоа да јадеш, да живуркаш и да умреш. Тоа е исто како да не си се родил. И денес, на овој 4 февруари, како да не гледаш од прозорецот на училницата горе во подкровието, и со рака подкрената и дланка превртена, како да сакаш да ни кажеш дека како народ мораме да го сочуваме сеќавањето од кое што сме се изродиле. Како од семе изртено во длабока бразда на топлата и ровка земја. Знаеше Гоце дека на револуцијата не и треба само градот како упориште на интелектуалната мисла, туку и треба и цврстата рака на селанецот кој дур со копачот ја превртува земјата, дур со својата пот ја топи, таа му се открива, таа му раскажува, му шепоти за она што било, но и го заветува да стои цврсто на неа, дур се бори за она што треба да биде. И токму таа земја ја крепела сенката на јунаците, на кои им се заветила дека и по смртта ќе им ги чува коските, ќе ги варди од нечесните и нечестивите копачи на историјата. Денес во Штип, на универзитетот што го носи твоето свето име, стоиме простом и со срца во длабок наклон, со благодарност за секој твој вглед во зорнината на денот за кој ти веруваше дека ќе дојде. И од тука тргна приказната за учителот и за визионерот, кој го знаеше она што подоцна во времето ќе го каже големиот Горан Стефановски, вели, ни треба макотрпна работа, за да ја утврдиме и ускладиме нашата автентична и суверена приказна. Ни треба востание на визија, волја и ум, на упорен труд. Оти државите се прават со жртви и со крв, но се чуваат со работа и памет. Затворен цитат. Твојот народ, учителу, не заборавил кој и кога стоел на ветрометината на животот и кој со разум, а не со крв сакал да ја устоличи оваа наша убава татковина. Повеќе од век и пол од првиот твој плач под ведрото зимско небо над Кукуш, твојот народ, како се уште да ја барат звездата во која е запишана неговата судбина, на народ вечно неспокоен, вечно тревожен, но сепак еден народ толку жилав и неразумно тврдоглав. Твојата жртва, учителу, не научи дека низ историското сито поминуваат само малите и плодни зрна вистина, а оние другите измешани со какол и глуво семе биваат фрлени на буниште. И најважното прашање денес беше: чие дете си ти? Машката рожба, првата на Султана и Никола, на благодатните, на земните Јосиф и Марија од Кукушко поле, во чија куќа на 4-тиот ден од Сечко, на мегиникот меѓу зимата и пролетта, во јаслите го повиле младото новородено македонско сонце. Гоце е младиот човек, од мракот на едно волчио време, својот живот го положи на ударот на татковината, за ние денес да живееме во восклик со простумот. Оти за простумот се гине, се умира. За простумот животот не е најсвет, туку татковината и слободата. Слободата како императив на Гоцевата идеологија не подразбира само татковинска слобода. Таа ја носи со себе слободата на мислата, на духот, творечката слобода, уметничката слобода и слободата воопшто како магна карта за човекот.
Голема е еднаш кажаната вистина дека смртта со сета своја надменост не подсетува дека ништо на веков не е потрајно од неа самата, упорно туркајки не во бездната на заборавот. Но токму таа нејзина надменост се поништува од едно единствено сознание. Сознанието дека ништо не е нит посилно, нит потрајно од човековото сеќавање. Многу сеќавања чува денес македонецот, чии предци биле твои современици, учителу. Она што историјата не успеала да го запише, во своето срце го запишал малиот, трошен, гологлав македонец, го испеал во песна, го раскажал, го запишал на каменот, за да остане за навек. И достоинствен крај на беседата за Гоце Делчев се стиховите на Анте Поповски од поемата Гоце Делчев на Македонија. Ме донесе тука и ме остави сам и за кожата своја да се плашам. Како на гладен волк ми се понуди избезумено, дур да откријам дека низ тебе врви и црниот пат за Голгота. А изгорев за нешто како посоница над овие драги пейсажи. Ме донесе патот и до онаа штипско ридје. Сред вжештена црвеница да плачам, да и дукувам со спокојство на камен и нож во своето срце да преболувам. Како секојдневец со најлошата клетва да ме проколнуваш. И свршено е се. Оглувев за секој добар збор. Си мислам, од Крушево, од Стогово, од кај не копав кој знае што. А ископав крвава лузна на твоето чело и поголема на моето срце. Ви благодарам. Мојата беседа